Цената на струјата за домакинствата од нова година ќе биде повисока за повеќе од 10%, а во прашање е доведена и ефтината дневна тарифа. Ова е последната изјава на председателот на регулаторна комисија Марко Бислимовски на само неколку денови пред регулаторна да ја донесе конечната одлука за цената по која од јануари граѓаните ќе ја плаќаат струјата. Министерот кажа под 10, други кажуваа 70, некои викаа 30%. Никој од нив на крајот од денот нема да ја понесе одговорноста, туку регулаторната комисија за енергетика. Рече Бислимовски во изјава за емисијата Студио 10. Изјавите на Бислимовски доаѓаат откако трите енергетски компании ги доставија трошоците за производство и дистрибуција на струја, со кои се бара и до 100% зголемување. Барањата на МЕПСО е 82,83% зголемена, не е 60%. Електродистрибуција побара 100%. Во моментов само од овие две компании е побарано зголемување од 40% на сметките за домакинствата и малите потрошувачи. Дел од профитите кои што им се гарантирани ќе ги тргнеме оваа година. Компаниите ќе излезат од комфорната зона, рече Бислимовски. Предходно министерот за економија Крешник Бектеши најави дека струјата нема да биде поскапа од 10%. Дали најавите за поголемо поскапување се изненадување за граѓаните? Па, Бога ми, да ви кажа, стваро сум изненаден. Па и не сме многу, затоа што се качи и мора и тоа, ама не е управо. Не изненадени, не 10, 40% чуме, дека е. Дополнително крајно неизвестно е и останувањето на така наречената ефтина дневна тарифа на струјата. Анализите покажале дека повеќе нема потрошувачки пикови во периодот од 14 до 16 часот, што може да биде пресудно за нејзино укинување.